анализирам работите, гледам да идентифицирам евентуалните аргументи на следващата сегашната позиция в Градски съвет. И го гледам първият квартал, наистина си намака, що да кажа, като позиция и също да го правя. И да ви кажа право и текна. Накрая. Не беше това не приближено, ще пуснем това силно ще кажа. И да одеше йодено нещо в баланс. Видите, приходите ни се намалят. И разходите ни се намалят. Меѓутоа, нашиот град, инфраструктура, комунална, социалната сфера, културната сфера и много уреден град, ние достигнахме едно високо ниво на уреденост. Со други зборови, и нема каде да инвестираме пари. Значи, дедуктивно, ако се вратиме назад, ако нема потреба да градим улиците, да ги се изградим. Ако нема потреба инфраструктура во местата да време што се е направено, тогаш нема потреба да ги притискаме граѓаните и да ги платят данъци. Ако тоа го кажете, може би ќе реши по-лакше. Оно што вие го кажувате, е во најмала рака не се јуди. Значи, велите вака, продажбата е намалена заради кризата со плавата. Ајде да речеме продажбата. Водител на наистина некои од предходните говорници спомена, што е со данъците на специфични услуги. А дури, тука влекува комунални такси, дури на доказното зголедување на градажно земјиште, како што кажа некои од предходните колеги, го принципираат инвеститорите со месеци унапред, значи тие ги оплаќаат парите за да градат во јуни, август или септември. Кога секој ги очекува дека кризата бидува завршена, основно дека ги имале нова плата. Дури и там имаме огромно отфрлање. Потоа викате, капиталните трошоци се преферираат на сметка на 4.2.5, други договорни услуги, 4.6 други оперативни разходи и така нататък. Капиталните трошоци. Днес капиталните трошоци е подразбира факта на 4.2, искрено. И скоро нищо друго. Сега, тази ставка от 2016 година била реализирана с 43 милиони от 360 милиони в кутовете или 11%. От 2017 от 414 милиони се реализирани само 30 милиони. Ще си градени. Или 7,2%. Или намалувањето односно 2016 е цели 30%. От 43 милиони на 30 милиони. Тоа е недозволено. Така ја градите битола, така ги преврлите парите во капиталните трошоци. А најинтересно е пише ова, развојните планови дојдеа последното израз со 18% реализација во 2017 и букетно 80% многу запиша во 2016 година. И што е интересното? Тоа 18% во развојните планови било нешто 4, нешто милиони, а тоа во 2016 е 1,6 милиони. Ние збораме за големи бројки, а вие зборувате за десетици хиляди евра. И тоа за вас е успех. Далеку сте од успех. И продолжам со споредбата со 2016, која исто така и критикуваме дека е релативно големо потврдување. Инако реализацијата купна тогаш беше од прилика на приходите 19,2%, што е наистина солидно остварување на приходи за прв квартал. Еве како стоја тогаш работи. Данокот за специфични услуги тогаш беше реализиран со 48 милиони. Денес данокот за специфични услуги е реализиран со само момент 30 милиони или нето отфрлање од 40 или 30 нешто процент. Продажбата на капитални средства беа реализирани
семестър беше реализирана с 11 милиона. За сега имаме само 7 милиони или исто така подхвърляни от 30%. И още еднъж разходите по най-битната ставка 4,82 от 414 милиони реализирани са само 30 милиони в 2017 или 7,2%. В 2016 били реализирани 40 милиони от значително по-малата линия ставка от 360 милиона и 11%. Вага. 4,82 дали ги остане вземи основни, вземите цели. Градични работи, административно точно регулаторна инфраструктура, не е видно тук извори да пари, не е реализация да завършва в както и да вземем, лоши се с основите на финансите поле борски на това. Дали, или искате няма да така Комаро или градоначалник от днесека да стане пресяля финансиска съседоволство на това и да искрено мислям дека не е това зато да мигрираме едната власт на Социал-демократския съюз. Проста причина, що ако размислят добро, изборите са разпишани за 15 октомври, него реално би не отговаряло да има големи приходи и големи разходи, за да прикаже резултати до 15 октомври. Не, овде не се работи за саботажа на парламентна власт. Се работи за класична неспособност на градача. Първо и първо. Слага ги парите,